Советот на општина Кочани во вторник на 14 ноември ќе одржи 37-та редовна седница, на која на дневен ред се 14 точки, од кои предлог за изведување ученички екскурзии во основното училиште Крстја Петков Мицирков во Оризари, во основното училиште Никола Карев, како извештајот за финансиското работење на комуналното јавно претпријатие Водовод за период од 1.1 до 39.2023 година. Советниците ќе расправаат и по предлог одлука за определување на зони и пресметковни бодови за утврдување на пазарната вредност на градежно земјиште на подрачјето на општина Кочани, како и предлог одлука за непроширување на плански опфат во идната урбанистичко-планска документација за бесправно изградени објекти на катастарска парцела во Полаки и Прибачево. Советниците ќе расправаат и по предлог програмата за изградба на јавно осветлување во општина Кочани, предлог програма за изменување и дополнување на програмата за одржување на јавна чистота на територијата на општина Кочани, предлог програма за изменување и дополнување на програмата за активностите на општина Кочани во областа на заштитата на животната средина, предлог програмата за изменување на програмата за активностите на општина Кочани во областа на локалниот економски развој, изменување и дополнување на буџетот на општината за 2023 година, предлог одлука за сопствено учество кон финансирање на проектот уредување на спортско-рекреативниот центар Пониква, предлог програма за одржување на локални патишта и улици на подрачјето на општина Кочани во зимски услови, предлог одлука за основање на јавна општинска установа Младински и културен центар и предлог решение за разрешување и именување на член на училишниот одбор во Средното општинско училиште Љупчо Сантов Кочани. Седницата е закажана за во 12 часот, а ќе се одржи во салата на мултикултурниот центар во Кочани.